Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите колач од праски. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Ги додаваме шеќерот и ванилиниот шеќер. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Ги додаваме мелените ореви, брашното, прашокот за печиво, млекото, маслото и минералната вода. Тестото за пандишпанот го ставаме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во редна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган налеваме 600 мл млеко. Ги додаваме ванилиниот шеќер и шеќерот. Во длабок сад ги ставаме сладката павлака и 200 мл млеко. Матиме со миксер неколку минути. Јајцата ги кршиме, ги додаваме во садот. Повторно матиме со миксер. Го додаваме густинот. Содржината од длабокиот сад ја додаваме во совриеното млеко во тенџерето на оган. Откако кремот ја добие потребната густина, го отргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Во сад за матење со миксер го матиме маргаринот. Ги додаваме изладениот крем и 3 лажици сок од праски. Матиме со миксер додека филот се соедини. Во сад за матење ги ставаме прашокот за шлак крем од чоколада и млекото. Матиме со миксер додека шлак кремот ја добие потребната цврстина. Праските ги сечкаме на кришки. На послужавник го ставаме пандишпанот. Со лажица го попрескуваме со преостанатиот сок од праски. Го премачкуваме пандишпанот со фил. Врз филот ги редиме кришките праски. Врз нив го нанесуваме преостанатиот фил. Колачот го сечеме на коцки. 3 коцки колач од праски ставаме на чинија за сервирање. Во готверски шприц го ставаме чоколадниот шлак крем. Со него ги украсуваме колачите. Секој колач го декорираме со по една кришка праска и по еден лист мента. Кришки праски ставаме и на чинијата за сервирање. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути.